Поздрав, македонци, каде и да сте. Во Република Македонија е рано наутро, Америка, Канада е касно, веројатно навечер. И насекаде ве поздравувам. Убавото сонце македонско насекаде да не свети. Само што мислат на македонски, само што мислат на македонски. Роб, поздрав, Стела Бенд. Веројатно ќе треба да свириш овде на армоника во студиото. Се најдобро. Божин поздрав. Добро утро, Малики. Ајде, ќе се договориме. Почитувани слушатели, како што најавив на почетокот на Македонската радио програма, денес сакам да разгледаме две теми. Првата тема ќе биде со, како што реков, дека на Соединетите Американски држави и на Грција им требаше нова влада, ново гласачко тело, да се приклучи кон она што го направи Зоран Заев, кон националните предавства. Новата влада или на тврдото македонско патриотско ткиво, народ, македонскиот народ, да потврдат дека предавствата на Зоран Заев се легитимни, преточени во Уставот на Република Македонија и со законите на Република Македонија. Парафразирам тоа што рече сегашниот премиер господинот Христијан Мицковски. Видете, тоа беше една силна потреба на Грција за да се дојде до нова влада и уште, како што беше 500-600 илјади нови гласови и оние претходните на СДС, сите заедно сега во топтан, заеднички, не можеме да кажеме сега дека македонскиот народ не се сложува со новата описна придавка на Македонија, северна. Значи, македонскиот народ се сложува преку собранието, а исто така и преку председателот на владата на Република Македонија. А тука е и нормално председателката на Република Македонија.
Гордана Силјановска-Давкова, која исто така додека бевме на предизборието, со години зборуваше, таа е професорка по уставно право и велеше дека ќе се раководи спрема правото и од тоа нема да скршни. Меѓутоа, за вакви критики, почитувани слушатели, многу е ризично и од секогаш било ризично за мене. Секогаш кога сум ја кажувал вистината, кога сум кажувал дека не е во интерес на македонскиот народ ова што се прави, и секогаш сум бил критикуван како предавник, како противник, како платеник, како кодош. И многу е лошо да го кажеш сопственото мислење, односно она што се случува во Република Македонија, а при тоа да не те етикетираат. Од медиуми до политичари, па пратеници, директори, стражари и така натаму. Значи, не е лесно да се кажи тоа што се случува во Република Македонија. Не само сега со ова влада која бевме толку многу оптимисти, сите ние, вклучувајќи ме и мене, сите ние бевме оптимисти и верувавме дека со доаѓањето на новата влада, со доаѓањето на ВМРО ДПМН и професорот Мицковски, па и професорката Давкова, Силјановска, дека ќе дојди до промена и поништување на Преспанскиот договор и на Бугарскиот договор. Но, како што изминува времето, за тоа веќе не се расправа во Република Македонија, не се расправа ниту во собрание, меѓутоа сега актуелен е албанскиот јазик, бидејќи албанците ги интересира тоа и сакаат да се изборат, односно ќе се изборат, дури ќе го победат Уставниот суд на Република Македонија. Јас така барем чинам, дека ќе го победат Уставниот суд и ќе се изборат Македонија да ја до кусурот од она што, како што реков, Македонија од држава на македонскиот народ. Секогаш во пописите вие знаете дека македонскиот народ некаде ближел до 70% на онаа територија сега што е Република Македонија. Секогаш бил до 70%, од 65 и 6 па до 70% од мнозински народ во Македонија. Ние сега стануваме мултиетничка, мултикултурна, мултирелигиозна, не знам каква, мултијазична, и повеќе јазична, само не е македонска. Видите, болката е таму, болката е голема за нас и за во Република Македонија. Во Република Македонија може би не е толку болката голема во душите на македонскиот народ, бидејќи на големо ниво е корупцијата, арамилокот во Македонија и богатењето начело со премиерите, од премиерите па и министри и пратеници, сите земаат дебели пари, евра, по 2-3 илјади евра месечно земаат, додека пак мнозинскиот народ преживува и кога ќе дојдеш да разговараш околу националните интереси, тогаш им се бега, капата ја вадат од главата и бегаат. Видите, нашиот ЕСАП како македонци овде во Австралија, па и во Македонија, чинам од 2018 година до изборот на новата влада, нашиот оптимизам беше голем, меѓутоа нашиот ЕСАП на пазар не помина. Ние сметавме дека
со една патриотска влада која ветуваше дека ќе го искини Преспанскиот договор, дека ќе го искини и Бугарскиот договор. Меѓутоа, сега како пчели се нафрлија на цветовите да берат и да ги оплодуваат, да собираат мед, работни пчели станаа. Преспанскиот договор е легален. Уште еднаш ќе повторам, ова се зборови на премиерот. И немојте мене да ме напаѓате дека јас зборувам лага или невистина, или пак сум некаков противник на сегашната власт. Сум противник на нивните дела. Да, на нивните дела сум противник. Не очекував дека уште првиот ден, кога се земаше заклетвата во собранието на Македонија, премиерот да каже дека тоа е свршена работа. Преспанскиот договор е завршена работа. И дека нема ние повеќе што да бараме од тој договорот. Дека тој е преточен во законите на Македонија и уставот на Македонија. Че тоа беа тие отровни стрели кои ги слушнавме тогаш и заклетвата беше дадена со Северна Македонија. Единствено ублажување кон нас е тоа што ете на некој начин кажуваат дека мене никој не може да ми забрани јас да кажам дека Македонија е мојата татковина. Па не може да ви забрани никој дека Македонија е ваша татковина кога ќе одите во Делфуфо, во ресторанчето, кога ќе одите во другите кафани, ресторани, оние богати, убави, но кога ќе излезете во Брисел, кога ќе отидете во Америка, отидете на други места, на официјални средби, тогаш нормално дека ќе бидете северни председател на Северна Македонија, премиер на Северна Македонија, пратеници на Северна Македонија. И што е интересно, и еве да испорачам и јас, да ги подсетам. Нели помина законот за пратеници и премиери и министри и директори, закон на кој им се подкрена платата за 87% од 100% им се крена платата. И зошто сега новата влада тој закон не го поништи? Имаат мнозинство во собранието, нека го поништат и нека тие пари ги остават за напредок, на Македонија. Еве овие денови се расправаат околу автобусите. Автобусите немале бензин, немале нафта да ги превезуваат скопјани особено, заради недоразбирањето помеѓу градоначалничката на Скопје и нормално новата влада на Република Македонија. Но тоа воопшто нас не интересира. Нас не интересираат многу повеќе националните интереси на македонскиот народ. Особено не се прифатливи спрема мене средбите на председателката Гордана Силјановска-Давкова со из големиот бугарски патриот, председателот Румен Радев, кој не отстапува ниту 1 милиметар, туку ја совлада нашата председателка, ја совлада на 2-3 средби и донесоа заедничко мислење дека Македонија ќе мора да оди понатаму, а каде ќе оди, каде ќе се дави Македонија, јас не знам, во Европската Унија, во Европската заедница, но за да влези Македонија во Европската заедница, ќе мора да го смени Уставот на Република Македонија уште еднаш, кој јас повеќе пати имам кажано дека Уставот на Македонија
е како женски чорапи кои жените ги менуваат чорапите 2 пати, 3 пати на ден, така и уставот наш на Република Македонија се менува неколку пати годишно по потреба, се менуваат националните интереси само на македонскиот народ, а не и на останатите. Значи, најмногу што губи во овие 30 на години е македонскиот народ. Останавме безимени, од македонски народ сега сме граѓани. Граѓани на Република Северна Македонија. Во соседството со Преспанскиот договор потпишано ние убаво таму дека не постојат македонци кои зборуваат македонски јазик, кои се дел од македонскиот народ во Република Македонија, и никој не бара и никој не се интересира за тие македонци, за тие јадни души кои се под грчка окупација. Не се интересираат ниту за македонците во Пиринска Македонија. Навидум тоа го прават, ете така, наводно се интересираат, меѓутоа воопшто не се интересираат за нив. Уште од времето на Љупчо Георгиевски, кога кажуваше дека ќе се држи вториот конгрес на ВМРО ДПМНЕ во Солун, и сите вие му поверувавте. Ние кои се спротивставивме, добивме етикети Срби, србомани, југословени, дебели југословени, платеници, не знам какви, секакви бевме нарекувани. Бидејќи тогаш многу малку од иселеништвото знаеа дека Грција е во НАТО и што значи влез во НАТО, и дека Грција во Европската заедница тогаш, и што е Европската заедница. И ако се каже нешто вака, како што реков пред време, нас сега ќе, еве и мене, јас знам дека ќе ме дочекаат на нож од сите страни, ќе речат, па еве поминаја неколку месеци, чекај да му дајме уште една година, уште 5 години да му дајме, и уште 100 години да им дајме, истото ќе биде. Еве, јас ви кажувам дека истото ќе биде. Ништо нема да се промени за интересите на македонскиот народ во Република Македонија, ниту пак во соседните држави, ниту во Грција, ниту во Бугарија, ниту пак во Албанија. А пак за нас, за во иселеништвото, дека воопшто не се интересираат, нека ви биде показател дека немаме ни едно интервју, иако сме 350.000 во Австралија, и покрај фактот што испраќам покани за интервјуа и кај премиерот, и кај председателката, и кај министри, секогаш се зафатени, премногу работат и во гужва биле. Во гужва биле, имали многу работа. Но ние и понатаму ќе останеме да се бориме и да се надеваме дека еден ден ќе си го вратиме името на македонскиот, на Република Македонија, дека македонскиот народ повторно ќе биде горд, и тоа што беше Македонија ќе биде твоја, Македонија ќе биде горда, или повторно ќе бидеме горди, од тоа ништо. Лук и киселина тоа стана. Сето тоа. Пак, уште еднаш ќе повторам, дека промената на власта беше со подкрепа на Соединетите Американски држави и на Грција, па веројатно и на Бугарија до некој степен, Европската заедница, да не правиме муабет, Европската унија. Зошто? Уште еднаш ќе дефинирам, затоа што предавствата на Зоран Заев преку неговата политичка партија СДС и УЧК, што ги направија предавствата, не можеа да бидат валидни
ако не дојдеше новата влада и ако тврдите македонци, односно патриотски настроени македонци, кои гласаа 500.000, околу 500.000 кои гласаа за ВМРО ДПМНЕ, мораше да го потврдат и сега молчат тие. Молчат тие и го оправдуваат. Молчењето е оправдување. Збор не кажуваат дека Преспанскиот договор треба се поништи, меѓутоа се вадат нови лични карти, нови пасоши и плюс им се закануваат со казни ако не ги извадат на време до нова година, чинам дека, или пак еден месец под турна, па натаму, не знам. Значи, сето и ова беше организирано, оркестрирано, завиткано во обланда и дадено на македонскиот народ да се послужи самиот себе си и да ги слушаме после амбасадорите американски или оние од Европа, коледарите кои доаѓаат во Република Македонија, да ни кажуваат дека вие си го сменивте името. Вие си го сменивте името. Сами си го сменивте името. И вие, почитувани слушатели, и вие кои сте неколку души на Фейсбукот во овој момент, знаете дека ни велат така. Вие си го сменавте името. Ние не ви го сменавме името. Ние не ве натеравме со сила. Сега сакам се префрлам на втората тема, збор 2, да кажам, околу состојбата во Украина. На Соединетите Американски држави, на Америка и на Британија, ама уво не ги боли за Украина и украинскиот народ. Еве, има 2 дена како недоветниот Бајден, тој врска нема што неговата администрација одобри ракети со долг дострел и ракетирање на Русија во внатрешноста на Русија и која е опасноста. Опасноста е навистина голема, а пак од вчера и денес украинците преку она малото човечето Зеленски, кој мене ми личи на Зоран Заев, како да се близнаци, очајнички тој ја бараше оваа одлука од Америка преку тоа човече, бидејќи на тоа човече му беа броени деновите или од украинскиот народ, кој од 45 милиони, 20 до 22 милиони се иселени од Украина. Украина е разорена, растурната, меѓутоа тој ја продава Украина на американците, на британците, на големите богаташи. Цела Украина е продадена. Очајнички, како што реков, еве, исфрле неколку ракети, бомбардираше во регионот Брајанс, во Русија, има последици, но дали Владимир Путин ќе реагира на оваа провокација и на ова дозвола на британците и американците да ја нападнат Русија преку Украина. Ова ќе вели, самата состојба вели дека Америка е во војна со Русија и Британија е во војна со Русија, затоа што украинците немаат такви експерти да ги исфрлат тие балистички ракети со долг од дострел, кои чинам дека околу 300-350 километри во внатрешноста на Русија можат да рушат магазини, можат да рушат цивилни објекти и брани, езера и така натаму, мостови и се што е потребно во една војна. Ова беше барањето на Зеленски, очајнички беше овај спас, како што реков, го бараше ова Зеленски со последната година особено, бидејќи
му заврши мандатот како председател, сега тој во Украина е под онај Маршалов закон, додека е во војна останува председател, но кога ќе заврши војната или ако дојде до примирје, нормално дека ќе заврши и тој. Дали ќе заврши, ќе го завршат украинците или овие досега кои го употребува и злоупотребува Америка, Британија и Европската унија, или пак од страна на руските разузнавачки служби. Но како и да е, јас чинам дека иако го напаѓа Путин овие недели, повеќе пати гледав странски експерти кои велеа дека црвените линии, Путин неколку пати кажа дека ако ги пречекорите црвените линии, дека ние ќе реагираме со атомски бомби и така натаму. И дека тоа го викаја блафирање на Путин, дека нема, и овој пат дека Путин нема да реагира. Јас чинам дека нема да реагира, освен ако не употребат некои по-жестоки напади врз руски цели, тогаш веројатно Владимирович Путин ќе употреби атомски за одбрана, затоа што и пред 3 дена донесоја нова доктрина за употреба на атомското оружје во случај ако Русија е нападната од земја која нема атомско оружје, меѓутоа ако е подпомогната од земја што има атомско оружје, тогаш Русија ќе смета дека тој напад е заеднички. Во случајов е заеднички нападот врз Русија од страна на Америка, Украина и Британија. Меѓутоа, како Путин и руските експерти ова ќе го проголтаат или како ќе го продадат на светот, како ќе реагираат, јас лично сметам дека Путин е свесен дека нема да употреби нуклеарни бомби, атомски бомби, затоа што и покрај што неколку пати ја нападна Русија овие 2-3 дена, сепак ќе се воздржи Путин, бидејќи станува збор за уништување на планетата Земја, уништување на сите на живиот свет, дали се тоа луѓето, дали е тоа морињата, океаните или пак природата ќе дојде до уништување на целиот свет, но тоа никој не го посакува. Затоа велам дека и Путин ќе се воздржи, најверојатно ќе причека, ќе се советува како ќе реагираат и Кина, како ќе реагира и Иран. Најверојатно Кина ќе се воздржи малку повеќе, бидејќи таа е сконцентрирана на Тајван, а пак Иран е поблизок со Русија, затоа што војната со Израел што ја водат сега во Либан и во Палестина. Почитувани слушатели, толку за денес од мене. До слушање и се најдобро до вас. Да се надеваме дека ќе имаме подобри времиња и во меѓународната политика, а за во Македонија, како што реков, воопшто јас не очекувам подобрување на некакви политики во Република Македонија, бидејќи сите наши цел наш оптимизам за подобра национална македонска држава веќе е пуштени се тие низ реката Вардар и пливаат некаде спрема Солун и во Белото Македонско море. Не се најде таков маж кој ќе тропне вака на масата да речи не може вака, браќа, повеќе. Наше е ова, ние сме за тоа.
овој народ наш за тоа не изгласа. Но ние уште првиот ден ни беше кажано дека Преспанскиот договор е преточен во законите на Македонија и во уставот на Македонија. До слушање и секое добро, каде и да сте, мои драги македонци, овде во Австралија, Канада, Америка, Европа и во етничка Македонија. Се најдобро.